Советот на општина Прилеп одржа својата редовна 18-та седница на која што бе разгледувани повеќе редовни точки кои што стасуваат до Советот на општина Прилеп, кои што се во интерес на граѓаните на општина Прилеп. Беше донесена одлука за извршување на буџетот на општина Прилеп за минатиот квартал. Беше донесена одлука за определување, односно давање согласност за банкарска гаранција за аплицирање на јавен оглас за изградба односно за стопанисување на Советот на локална самоуправа на нова градинка во подрачјето на општина Прилеп. Знаете дека на подрачјето на општина Прилеп има голем број со згрижувањето на децата, има една сериозна бројка која што чека на згрижување, затоа ние како одговорна локална самоуправа преземаме сите активности кои што се во правец на тоа да се отворат нови градинки. Очекуваме дека оваа постапка ќе заврши на наврз временски период и ќе се отвори новата градинка во комплексот на Тутунски комбинат Прилеп. Денеска Советот на општина Прилеп ги разгледуваше кварталните финансиски извештаи на јавното претпријатие за простор урбанистичко планирање и за домот на стари лица. Можам да кажам дека трендот кој што го воспостави трендот кој што беше воспоставен со другите јавни комунални претпријатија во позитивниот финансиски извештај, тоа продолжи со овие две локални институции, тоа е јавното претпријатие за простор урбанистичко планирање, дом за стари лица, кој што можам да кажам на големо задоволство на Советот на општина Прилеп, локалната самоуправа дека прикажуваат позитивен финансиски извештај во однос на текониот финансиски квартал. Денеска на Советот на општина Прилеп беа разгледувани и барања кои што беа до нас како Совет на општина Прилеп доставени од граѓани на општина Прилеп за легализација на бесправно изградените објекти. Знаете, ние се трудиме максимално да бидеме ажурни во делот на излегувањето на пресет на овие граѓани, се што побрзо да ги легализираат своите бесправно изградени објекти. Денеска се донесе одлука, односно збирниот извештај за невремето кое што го зафати подрачјето на територијата на општина Прилеп на 9.7.2018 година. До Комисијата за елементарни непогоди беа доставени 105 барања. Им се излезе во пресет на голем број на тие барања. Морам да кажам дека повеќе од 99% им излезе позитивно и тој извештај ќе биде доставен до владата на Република Македонија, што побрзо да им се изврши обештетување на овие граѓани. Го очекуваме извештајот кој што беше со последното навреме, се со една цел заеднички да направиме една збирна целина на двата извештаи од последните две невремина, се со национално ветување кој што дававме пред граѓаните дека ние како локална самоуправа ќе излеземе со одредена средства на кои што да им излеземе прсет на граѓаните кои што настрада нивните земјоделски култури со овие последни две невремина кои што го зафатија подрачјето на општина Прилеп.